Добар ден, почитувани гледачи. Имате прилика да проследите уште една трибина на Комисијата за финансии и монетарни прашања на ВМРО ДПМНЕ. Имаме една состојба во Република Македонија, каде што многумина се свесни дека економијата не е онаква каква што беше претходно, а за жал истото го потврдуваат и добар дел на статистички показатели, па мислам дека е добро доколку се докрај разоткријат одредени пропусти кои што се случија во изминатиот период од неколку месеци од промената на власта, а кои што пропусти се од суштинско значење за брутодомашниот производ, за севкупниот развој на државата и кои што на некој начин директно влијаат врз стандардот на граѓаните. Во врска со истото, денес тука со мене се моите колеги Никола Рунчев, Гордана Димитриевска и Елизабета Чуповска, а трибината ќе ја модерирам јас, Анастас Ѓуровски. Па предлагам да започнеме со една општа слика која што постои во моментов во Република Македонија, да видиме како се движи севкупната економска состојба. Колешке Димитриевска, што говорат вашите податоци и кој е вашиот коментар на последните статистички показатели кои што неодамна ги објави Државниот завод за статистика, а се однесуваат посебно на вториот квартал, односно се поклопуваат со времето кога Социјалдемократскиот сојуз ја превзеде власта и со тоа ја води економската политика во Република Македонија. Не вториот квартал, ја повеќе би говорела за месец август, бидејќи август е веќе третиот месец од кога новата влада функционира, односно да кажеме дека на почетокот на јуни ја превзема власта и веќе после 2 месеци, август е третиот месец во кој што имаме загрижувачки податоци. Односно, најпрво, да кажеме, едно од најзначајните работи е индустриското производство, каде што имаме пад од 5,3% во однос на истиот месец во 2016 година. И сега зашто велам битен е тој податок август. Август 2016 година е владата на ВМРО ДПМНЕ, влада која што од оваа сегашна влада беше прогласувана за криминална, за влада во која што стопанството нема доверба, дека нема бизнис клима и така натаму. Меѓутоа гледаме дека август 2016 постоело некое поголемо производство во однос на 2017 кога требаше да се врати довербата кај граѓаните и кај стопанствениците. Сега ако одиме малку подетално да ги разгледуваме секторите, да кажеме за конкретно август месец 2017 во однос на 2016, ќе кажеме дека и рударството и вадење на камен има пад од 6,1%. Капиталните производи пад од 12,4%. Трајни производи за широка потрошувачка пад од 8,7%. Преработувачката индустрија, која што, да кажеме сега за мене, како една од побитните, па и со искуство претходно, банкарско и работа со приватниот сектор, преработувачката индустрија има пад од 8%, каде што производството на прехранбени производи бележи пад од 8,5% или пак би рекла вака. Да погледнат граѓаните на Република Македонија во делот на преработувачката индустрија, кој оддел во август месец има позитивен раст. Би рекла само производството на пијалаци и ништо друго. Вие може во еден месец, ради сезонски карактер или било каква друга причина, да забележите пад во еден оддел, но не можете да забележите пад во сите оддели. Тоа веќе укажува на една недоверба кај стопанствениците во делот на производството. Така, не се сигурни, не произведуваат, најверојатно понатаму и потрошувачката е опадната од таа причина што и граѓанинот не е е исплашен, има недоверба кај него. Така да, овие показатели конкретно за август месец, зашто велам за август, бидејќи пак ќе напоменам, 2 месеци веќе се на власт, третиот да продолжи таквата недоверба и тој пат стварно е сериозно. Пат има во прометна индустрија, пат бележи градежништвото, тоа веќе многу пати сме го дискутирале,
Имаме и во трговијата пати така натаму. Сега, што е најсериозно во целата ситуација? Ако вие имате пат во сите сектори, се поставува прашањето зошто на еден стопанственик ќе му бидат потребни вработени, односно ќе размислува или да отпушти дел од вработените, или пак да ги намали нивните плати. И сега се поставува прашањето за една од мерките која што ја воведува новата влада, а тоа е зголемување, односно не ја воведува, таа беше и воведена, меѓутоа вели дека ќе го зголеми бројот на сигурни нови работни места. Што значи сигурно ново работно место? Стопанственикот треба да му обезбеди на својот вработен работа која што ќе биде на долг рок. Не ти да го субвенционираш преку плата и како вака сега една од мерките беше тоа дека ќе субвенционираат во делот на платите, минимални плати покачуваат и така натаму, а од друга страна нема производство. Тој треба да размислува за производство, воведување евентуално, најдобро е нови производи. На тој начин, со новите производи, ќе обезбеди вработување, ќе обезбеди покачување на платите. Како тој се ќе го направи тоа, кога и веќе од постоечкото производство има недоволна искористеност, недоволно е продуктивен, со самото тоа што паѓа, овие показатели тоа го покажуваат, паѓа надолу се, автоматски тие не се доволно продуктивни, не го искористуваат својот максимален капацитет. И имаме, ваквата ситуација може да доведе, по мое гледање, ако продолжи понатаму, ќе видиме податоците за септември што ќе кажат, а ако и тие понатаму паѓаат и одат во минус, јас навистина сум загрижена дека ќе имаме сериозни отпуштања на луѓе од работа, или во друга крајност, ако одиме, можеби некои стопанственици нема тоа да го направат, но ќе ги намалат платите. И сега се поставува и второто прашање, како ќе стигнеме ние до просечна плата од 30.000 денари, кога имаме ваква економска состојба. Така да, навистина состојбата е загрижувачка. Исто така, уште една работа што е загрижувачка е моментот со капиталните трошоци кои што ги прави новата влада, односно и покрај тоа што направија ребаланс на буџетот, сами намалија во делот на трошоците за капитални инвестиции 60 милиони евра, тие и понатаму, размислуваат да не трошат во овој дел. Ако ти не трошиш и не создаваш нешто за граѓанинот, можеби на кус рок владата размислува дека ќе намали дел од трошоците, но на долг рок каков е ефектот? Кога немате вие инвестиции автоматски за 3, 4, 5 години ќе имате сериозни проблеми, а во исто време, повторно задолжувањата остануваат. Тука ништо не сменивме. Да, меѓутоа алармантно е фактот поради тоа што намалуваш капитални расходи за 60 милиони евра, а за друга сметка, како некоја обратна мерка која што апсолутно економски неоправдана, ги зголемуваш енормно задолжувањата. А секоја здрава економска логика кажува дека да, оправдани се задолжувањата, меѓутоа доколку вложуваме во капитални инвестиции, во капитални објекти кои што самите создаваат одредена додадена вредност и кои што имаат значителен поврат на самото задолжување. И уште едно однос на она основа која што кажа колешката Гордана во делот на целокупниот пат на целокупната економска активност. Уште една апсолутно неиздржана мерка која што веќе помпезно се најавува во македонската јавност, а тоа е дека веќе сериозни анализи се прават во Министерството за финансии да се воведе прогресивен данок. По сите економски логики и политики, па и искуства би рекла, прогресивниот данок точно е данок кој што одговара на економски стабилни и здрави економии. Можеме да видиме дека од самите челници на Социјалдемократскиот сојуз постојано се спомнуваат примери со скандинавските земји, меѓутоа таквиот тип на прогресивно одданочување кој што они го кажуваат дека има добри ефекти одговара само во услови на сериозна, здрава економска активност. Тие економии се со висок GDP, економии со сериозен висок животен стандард, посебно GDP пер капита. Апсолутно економски неоправдано вие да воведувате прогресивен данок во услови кога веќе кажуваме дека економијата навлегува во самата рецесија. Самиот прогресивен данок подразбира дека бизнисот ќе располага со помал број на средства кои што
ние ја воведовме онаа мерка за тотално ослободување доколку и реинвестирате одредена добивка. Значи, вие ако му ја земете одреден дел од средството на бизнисот, тој нема да размислува за воведување на нови инвестиции, нови иновации, кои што значат зголемување на конкурентност и нови работни места. Дополнително, апсолутно неоправдано во услови на намалување на просечна плата, која што е потврдена од значајни статистички податоци, вие да говорите дека сега ќе воведувате прогресивен данок, а кажувате ние ќе воведеме, ќе ја зголемиме минималната плата, ама тоа ќе го субвенционираме. Како ќе зголемуваш, ќе воведуваш прогресивен данок кога тебе просечната плата ниво на држава ти се намалува? Тоа што би значило? Тоа би значило дека граѓаните би примале помалку приходи. Благодарам, колешке Чуповска. Вие веќе отворивте една интересна економска тема околу даноците, па би сакал тука да ве прашам уште за една работа. Ние се уваме како конкуренти со многу држави во светот, се уваме како конкуренти со нашите соседи во делот на привлекување на странски директни инвестиции. Доколку дојде до некаков раст на даноците, дали странските директни инвеститори ќе бидат срекни со тоа и дали тоа би имало и какво влијание врз нивните одлуки да дојдат да инвестираат во Република Македонија и доколку би можеле нешто повеќе околу тоа? Да, значи промената на даночната политика бара една сериозна и детална анализа. Врз основа на здрави индикатори, врз основа на здрави аргументи. И апсолутно странските директни инвестиции се многу сензитивни кога станува збор за даночната политика. ВМРО-ДПМН е докажано и потврдено од светски меѓународни институции допринесе Република Македонија да влезе во топ 10 земји за водење на бизнис и нашата цел, која што промовиравме веќе во програмата во новата ера, е дека ќе спроведеме нови мерки кои што ќе допринесат да влеземе во топ 5. Меѓутоа сега се спроведува самите веќе податоци кои што се прикажуваат во економијата и случувањата во економијата покажуваат дека при самите најави сега што само што го најавија прогресивниот данок веќе имаме олабавување, односно значително намалување на интересот на странските директни инвестиции за Република Македонија. Јас ќе дадам пример со други држави. Многу поразвиени економии од македонската економија, кои што веќе се членки земји на Европска унија, имаат рамен данок. И тоа токму го прават само за да привлечат зголемен број на странски инвестиции. Тоа ќе ви кажам, Унгарија има рамен данок, Естонија има рамен данок, Литванија има рамен данок. Србија, гледате колку се надпреварува со Република Македонија при јавни говорења на нивните челници, кажуваат дека они се воодушевени од политиките кои што ги спроведе владата на ВМРО-ДПМН во делот на привлекување на странските директни инвестиции. Значи, апсолутно, рамниот данок за мали, отворени економии, кои што се увозно зависни и апсолутно имаат потреба од странски директни инвестиции, е оптимално решение. И навистина сериозен би требала да се направи една сериозна анализа и можам да потврдам дека самото померување, барем само во делот на персоналниот данок на доход, зашто гледам дека сега само се говори за персоналниот данок на доход, меѓутоа тогаш ќе отвориме една поширока тема дека вие нема да постигнете еквивалентно или соодветно праведно одданочување ако ги одданочите само приходите. Каде ви е имотот? Значи, тоа е апсолутно неиздржана тема дека вие ќе постигнете еднаквост помеѓу граѓаните ако им ги одданочите само приходите. Не е во прашање само персоналниот данок на доход. Треба да се анализираат и данокот на имот, и данокот на промет на недвижности, кои што па тука веќе одите во спиралата на локалната самоуправа, бидејќи тие па се директни приходи од кои што зависат општините кои што се значителен приход на локалните самоуправи. Значи, мислам дека Република Македонија со вакво повлекување на економски неиздржани мерки, не можеме да кажеме дека ќе се остварат, апсолутно не постои плодна почва да се остварат ветувањата на Социјалдемократскиот сојуз во делот на зголемување на платата, во делот на отворање на нови работни места. Значи, апсолутно немаме таква моментална подлога и економски се неоправдани самите чекори веќе кои што почнуваат да се предлагаат. Колега Рунчев, пред да дојде на власт сегашната владеачка партија, ветуваше дека растот на бруто домашниот производ ќе биде 5%. Какви податоци имате вие и што мислите, дали е тоа реално и како стоиме сега со тоа прашање? Благодарам,
Настаско. Значи, имајќи го во предвид падот на економската активност во економијата во изминатите месеци и високофреквентните показатели како што се индустриското производство, прометот во индустријата, градежништвото, трговијата, јасно е дека владата на СДС нема да го оствари ниту ревидираниот економски раст од 2,2%, кои сами го ревидираат со донесувањето на ребалансот на буџетот за 2017 година, што не треба да заборавиме дека беше на ниво 3%, проектиран во 3% во буџетот за 2017 кој што го донесе претходната влада на ВМРО ДПМН. Овдека несомнен е фактот дека тие ветуваат економски раст од 5%. Владите на ВМРО ДПМН во изминатиот период остваруваат едни од највисоките стапки на економски раст во Европа. Така, само колку за подсетување, во 2006 година имавме економски раст од 5,1%, во 2007 6,5%, во 2008 година забележавме раст од 5,5%, додека во 2015 година имавме раст од 3,8%. Во целокупното владење на претходната влада на ВМРО ДПМН, единствено во 2012 година имавме раст на бруто домашниот производ од 0,5%, односно кој што овој раст се должеше на продолбочувањето на европската должничка криза и намалената екстерна поборувачка на земјите членки од Европската унија и директивите кои што ги имаат од Европската монетарна унија за штедење во изминатиот период. Во контекст на ова можеме да го додадеме и последниот показател кој што ни дава за движењето на бруто домашниот производ од каде што во последниот квартал забележавме, односно во вториот квартал забележавме негативен раст на македонската економија од минус 1,8%, кој што коинцидираше со периодот на донесување на ребалансот на буџетот, каде што ревидиравме, односно проектираше владата на СДС зголемување на бруто домашниот производ од 2,2, а за неколку дена имаме показател од намалување негативно од минус 1,8%. Ова треба да биде еден индикатор дали да го поставиме овде прашањето дали Република Македонија, односно владата на СДС ќе го испорача проектираниот раст на бруто домашниот производ од 2,2%. За да ја доловиме реалноста, јас овдека би го додал покрај прометот на индустријското производство и забележителен пат и во трговијата во периодот јули 2017 спореден со периодот јули 2016 година забележен е реално намалување на трговијата во државата од минус 3%. Нова би го додал и дека би го додал податокот дека намалената потрошувачка во економијата е намалена и проекцијата во ребалансот на буџетот за 2017 година на приходите по основ на данок на додадена вредност за скоро 6%, односно реални 3 милиарди денари, кои што реално ја отсвикуваат моменталната потрошувачка во економијата во Република Македонија. Вие споменавте дека трговијата се намалила, односно можеме и конкретно да кажеме за малопродажбата дека има намалување во делот на трошењата на граѓаните, па ме интересира ваш коментар зошто така се однесуваат граѓаните? Што е причина да граѓаните трошат помалку? Па целокупната, јас би додал овде целокупната економска активност на граѓаните се темели на нивната сигурност во обкружувањето. Целосното обкружување во државата, гледајќи ги економските привики, тие ја регулираат нивната потрошувачка, односно индикатор за потрошувачката во државата ни се и кредитирањето на населението, каде што согласно податоците кои што ни се на располагање и кои што ги сведиме, имаме и овдека значително намалување на кредитирање на населението, процентот на населението и поради ова сметаме дека се помалку пари има во граците на граѓаните, меѓутоа тие исто така се ограничуваат во нивните трошење, бидејќи периодот кој што следи гледаат кон него со неизвестност. Доколку вака продолжиме со
ваквото водење на економската политика, дали е реално да очекуваме дека можеби кон крајот на годината ќе навлеземе во рецесија и што тоа во пракса би значило? Па, огромните нови задолжувања кои што ги прави владава, падот на индустријското производство, падот на извозот, падот на просечната плата, потрошувачката, падот на трговијата се само дел од негативните индикатори со кои што се соочува македонската економија и кои јасно покажуваат и иницираат дека политиките на владата на СДСМ ќе ја однесат земјата во рецесија. Така, програмата од друга страна на ВМРО-ДПМНЕ овозможуваше нови преку 150.000 работни места да се отворат во догледен временски период, па дали сега е тоа возможно во услови на рецесија да се направи и што значи воопшто рецесијата во делот на отворањето или затворањето на работни места, имајќи во предвид дека ние дел од таквите политики веќе сме гледале во текот на 90-те години. Ве молам за коментар околу тоа. Па јас би сакала да додам, бидејќи колегата Николче спомна во делот на население, сакам да го спомнам стопанството повторно. Значи, податоците покажуваат и дека корпоративното кредитирање, значи, назадува, односно имаме некои минусни ставки, односно стапки. Од друга страна, периодов баш го искористив за поголем разговор со луѓето во банкарскиот сектор, токму во делот на корпоративното кредитирање, да поразговарам со нив. Тие се на терен и знаат со стопанствениците, значи, каква е ситуацијата и дали воопшто има интерес за инвестирање, затоа што токму таа стапка на раст и на бруто домашниот производ ќе биде резултати на некои инвестиции. Ако овие инвестиции имаат и подолг период на реализација, ќе ги почувствуваме нивните ефекти во следната година. Меѓутоа и од таму добивам исто така информација дека состојбата е застрашувачка, односно вака како што они се изразуваат, велат воопшто никој ниту во банка влегува да побара кредит за некаква инвестиција, што е уште пострашно во рамки на кредитните линии кои што ги користат за оперативно работење и за набавка на суровини, и таму има сериозно намалување, застој незаинтересираност, што покажува уште еднаш дека стопанството живее во некој страв, кој што дефинитивно е поголем и од претходно. Вие кога доаѓа една нова влада на власт, логично е да почувствувате нели некоја позитивна атмосфера и да продолжите да работите. Ево, нашата ситуација не е така. Имајќи во предвид и како дојде на власт и дека немаше доверба од народот, најверојатно вие се тие ефекти што сега ги чувствуваат и стопанствениците и токму исто во тој дел, значи покрај тоа што државата не троши, не инвестира, приватниот сектор исто тоа го прави, не само податоците до крајот на годината, меѓутоа и за следната година, јас не знам какви проекции ќе извади Министерството за финансија, ама дека ќе остварат стапка на раст од 5%, не сум убеден. Едно од круцијалните ветувања на ова владеачка гарнитура во делот на економијата, или поточно кажано резултат, беше дека просечната плата ќе се зголеми на 30.000 денари. Тоа, согласно програмата, би требало да се случи во период од 4 години, согласно нивната програма, нели? Но ако по утрото денот се познава, како стоиме сега на полето на просечните плати? Растат тие или можеби се намалуваат? Последните показатели покажуваат и дека таму имаме намалување, ама и како што ви кажав претходно, значи вие ако имате пад во сите сектори, очекувањата се дека или ќе имаме отпуштање од работа, или ќе имаме задржување на постоечките вработени, но намалување на нивната плата. Тоа ќе доведе до намалување на просечната плата во Република Македонија, што е за мене еден од најзагрижувачките фактори во моментот. Ако кажав, ќе видиме како ќе биде септември со статистичкиве податоци, и ако продолжи вака, јас верувам дека ќе имаме загрижувачки резултати во тој дел. Еве, првично најверојатно ќе дојде до пат, како што и сега првиот показател покажа за август дека ќе имаме намалување на просечната плата, а понатаму ќе дојде и до сериозни отпуштања од работа. Едноставно, стопанственикот нема друг начин како да го надополни тој дел од неостварувањето на приходите. А ако и државата тука не помогне, а очигледно кога не троши, ајде првим да ги спомнеме капиталните инвестиции, автоматски влијае на градежништвото и понатаму градежништвото само по себе врзува други дејности, автоматски ќе имаме сериозни проблеми. Вие споменавте за штети во економијата
предизвикани од овие политики кои што се сега актуелни. Па би сакал да ве прашам, ако продолжиме вака со ова темпо, дали тие штети ќе бидат надоместливи за година-две или можеби ќе се направат уште поголеми штети кои што на среден рок не би можеле после тоа да се исправат? Кое е вашето мислење? За мене, значи, ако е прашање во упатено до мене, најзагрижувачки во моментот е фактот дека имаме задолжувања, нето задолжувања во пораст, но задолжувања за работи за кои што значи нема никакви ефекти, односно од една страна значи зборуваме дека имаме зголемување на транспарентност, од друга страна вадат некоја сликовница таму која што ништо не покажува, значи ние не знаеме кај се трошат парите, се задолжуваме и не оставаме ништо на идните генерации, така да оваа штета што ќе се направи сега во тој дел не знам како ќе се надомести. Многу тешко. Кога го споменувате граѓанскиот буџет, претпоставам мислите со сликовницата на граѓанскиот буџет, дали до сега не беше објавуван транспарентно буџетот, дали не беше достапен до секој граѓанин на веб страницата на Министерството за финансии или имавме некоја друга состојба? Значи, единствено дополнително што направија, повторуваме некаква сликовница која што не покажува ништо. А од друга страна ја исполнија они обврската дека направија некаква транспарентност. Ги повикувам сите економисти во државава и луѓе кои што имаат поголемо разбирање, мислам во трошењево на пари и дома и семејството и на ист начин троши пари, нека го погледнат да го разгледат и да видиме дали од таму ќе добијат слика зашто точно се трошат парите. Секој може тоа да го погледне, го имаат на интернет страната и ако е тоа транспарентност, тогаш не знам што претходно фалело, што сега е плюс додадено. Така, веројатно се работи за некоја PR стратегија на сегашната власт за да се создаде впечаток дека претходното работење веројатно не било транспарентно, па сега транспарентноста ќе се подобри, и ако тоа се практично законски решенија, зборувам за како беше праксата до сега, кои што се компатибилни со сите држави членки на Европската унија, така што во тој дел на транспарентноста не би пронашол некои нови инвентивни или креативни решенија кои што ние би ги измислиле и би ги примениле, а со цел таквата транспарентност да ја подобриме. Колешке Чуповска, ние како ВМРО-ДПМНЕ во моментов како опозициона партија имаме една робусна економска програма која што ја нарекуваме нова ера. Овој термин има едно пошироко значење, но во економијата значи континуирани стапки на раст, до кој што нормално треба да се дојде до преку водење на конзистентни, на квалитетни обмислени политики, па би ве замолил за коментар како вие гледате на економската програма во делот на новата ера која што сега ја промовираше ВМРО-ДПМНЕ. Благодарам. Видете, по се ова што се случува во последниве 3 месеци, односно веќе 4-ти месец навршува од владењето на Социјалдемократскиот сојуз, апсолутно ние како партија излеговме со една доста сериозна програма која што опфаќа сите области од општественото живење, меѓутоа како и секогаш ВМРО-ДПМНЕ е препознатливо тоа што економијата е во фокусот на активностите и на проектите кои што ги спроведува. Апсолутно, како ВМРО-ДПМНЕ имаме образ да излеземе пред граѓаните и да зборуваме за економијата, бидејќи во време на ВМРО-ДПМНЕ во Република Македонија се отворија нови 173.000 нови работни места. И се сеќавате во 2006 година начекавме економија со стапка на невработеност околу 38-39% на невработени лица, која што на крајот на почетокот на 2017 година невработеноста ја намаливме на 22,6%. Исто така направивме значителни исчекори во делот на создавање на поволна
бизнис клима која што значеше привлекување на странски директни инвестиции и сето тоа како спирала се надоврзуваше во делот и на позитивните стапки на економски раст кои што ги остварувавме. Меѓутоа, ВМРО-ДПМН додека беше на власт се соочи со сериозни економски кризи на меѓународен план кои што знаеше значително да ги преброди со соодветна и ефективна, пред се ќе кажам, даночно, монетарна, односно целокупната фискална монетарна политика беше апсолутно конзистентна и рамноправно делуваше за да ги пребродиме меѓународните нормално негативни финансиски случувања. Меѓутоа, што значи новата ера? Новата ера подразбира по просперитет на Македонија. Се концентрираме на зголемени стапки на економски раст. Тука, согласно нашите анализи, предпоставуваме дека за да имаме стабилна економска активност, потребно да имаме стапки на економски раст од околу 4%, па можеби и повеќе, меѓутоа континуирано. Многу е битно да продолжиме со проектите во делот на подобрување на бизнис климата. Република Македонија е во топ 10 земји за водење на бизнис, меѓутоа нашата цел во новата ера е да бидеме во топ 5 земјите за водење на бизнис клима, која што подразбира апсолутно зголемени можности за нови инвеститори, зголемени пазари, апсолутно подразбира нови работни места. Исто така ќе се концентрираме на обезбедување на работа за сите. Планираме во новата ера која што следи на Република Македонија, која што ќе ја препознаат граѓаните на Република Македонија, да отвориме нови 150.000 работни места и планираме дека со добра конзистентна монетарна и фискална политика и со добро управување со јавните финансии да намалиме стапката на невработеност под 10%. Меѓутоа, тука треба веќе се надоврзуваме на системот на управување со јавни финансии и планираме сериозен фокус на инфраструктурата и енергетиката. Знаеме дека Република Македонија е енергетски зависна и планираме да ја направиме енергетски независна економија во рамките на кои што значителни вложувања ќе имаме во енергетскиот сектор. И апсолутно оние два битни индикатори во делот на управувањето со јавните финансии планираме законски да го ограничиме буџетскиот дефицит на 3% од GDP и задолжувањето на 60% од GDP. Меѓутоа, задолжувањето јавно и транспарентно, како и досега, ќе биде исклучиво за инвестирање во инфраструктурни и капитални проекти. Остануваме на нашите заложби и на спроведување на политика на помали даноци која што подразбира поголема економија, поголем број на парични средства на располагање на работодавачите и на граѓаните, кој што создава можност за нови иновации. Ние го започнавме циклусот и спиралата за развој на иновациите и инвестициите во Република Македонија, донесовме закон, основавме фонд, меѓутоа потребна е поголема поддршка како од државата, така и од општините и апсолутно потребно е средства да се вложат во делот на развојни истражувачки центри како во странските, така и во домашните компании, кои што апсолутно ќе подразбираат трансфер на капитал и знаење. Странските директни инвестиции, значителна компонента им се вработувањата, меѓутоа уште позначителна компонента што носат странските директни инвестиции се трансферот на знаење. И предпоставуваме дека сето ова на крај ќе подразбира дека сакаме да намалиме сиромаштијата за 3/4. Во тоа ќе успееме доколку имаме овие мерки кои што ги правиме со сериозниот добар економски тим кој што располагаме и граѓаните сигурно дека тоа ќе го препознаат, бидејќи ВМРО-ДПМН навистина има остварено резултати во делот на економијата на кои што граѓаните се горди и на кои што можеме да кажеме дека во време на ВМРО-ДПМН остваривме најниска стапка на невработеност, односно вработивме нови 173.000 работни места, имавме политика на ниски даноци и апсолутно бевме земја со најголем број на странски инвестиции во регионот. Во вашето излагање споменавте еден дел за трансфер на технологија кое што е поместено во програмата Нова ера на ВМРО-ДПМН. Па ме интересира, гледате ли во мерките на сегашната влада дел мерки кои што се однесуваат на трансфер на технологија и знаење од странство? Видете, јас го видов детално го проучував излагањето на вице-премиерот во делот на економскиот нов пакет на мерки кои што се промовира, меѓутоа генерално можам да кажам дека по самите неколку пакети на економски мерки кои што ги се објавени за мене се многу генерални.
мислам дека и при самото излагање од страна на вице-премиерот беше кажано дека ова е еден вид на некаков си план кој што ќе подложи на експертска анализа и мислам дека немаме сериозни основи за што да зборуваме за таков пакет на економски мерки, бидејќи се зборува за генерални категории, се зборува за широки категории, например кажуваат дека доколку приходот следен во просечен приход споредено во годината со просечниот приход од последните 3 години е зголемен, ќе вратат 10% во вредноста на инвестициите. Значи тоа е све некако генерално кажано, на кое што ние не би можеле многу да коментираме се додека таа програма не се пушти во одредена експертска јазност и самата не е доволно прецизна. Дополнително се кажува дека ќе се субвенционираат и поддржат исклучително здрави компании, што не знам како мерка колку е здрава. Меѓутоа се врзуваат за категоријата доколку не дојде до намалување на бројот на вработени во претходна година. Апсолутно вие не можете да се врзите за една година или за 2 и за 3 во делот на намалување на бројот на вработени, зашто бројот на вработени можеби да се намали, зашто ако некој ти даде отказ, имаме ние сериозно движење на работната сила, особено во информатичката технологија, во делот на услугите. Или пак доколку некој воведе нова технологија, апсолутно тоа ќе значи трансфер на работната сила во одреден друг сектор. Мислам дека во делот на иновациите не можам да препознаам одредена мерка. Се спомнаа одредени истражувачки центри, меѓутоа не се презентираше детално моделот во какви компании ќе бидат и како ќе бидат субвенционирани тие истражувачки центри. Јас апсолутно сметам дека не само државата, туку и во рамките на секоја општина потребно е да се воведат и самите општини преку соодветни апликанции и страски дотатори, потребно е да отворат истражувачки центри. Може да се види тоа сега во програмите на кандидатите за градоначалници од коалицијата на ВМРО ДПМН, каде што во оние поголеми општини каде што веќе имаме развиено, односно каде што имаме една голема фабрика отворена од странска директна инвестиција, па негдека и повеќе, веќе во самите програми се надоврзуваат на градоначалниците отварањето на истражувачките центри, кои што апсолутно ќе значат трансфер на знаење. Меѓутоа таквите истражувачки центри нудат и обуки, меѓутоа апсолутно кога зборуваме за иновации и инвестиции, мислам дека тука треба да се поврзе со образовниот процес. Веќе тоа беше најавено и во нашата програма за новата ера, каде што кажавме дека ние мораме образовниот процес да го поврземе со самото знаење на самите студенти, на самите наши ученици во делот на развојот на нивниот предприемачки дух, кој што самиот предприемачки дух подразбира зголемување на самата конкурентност. Колега Рунчев, вие пред малку споменавте дека ако продолжиме со ова темпо економско, рецесијата веќе ни чука на врата. А владата на ВМРО ДПМН беше повеќе пати критикувана за зголемување на јавниот долг. Па што мислите, што ќе се случува со јавниот долг доколку ние навлеземе во рецесија, што е реална можност? Значи, посебна активната и одговорната фискална и монетарна политика на владата на Република Македонија, на владата на Република Македонија, која што сега ја води, не води кон зголемување на задолженоста на државата и намалување на приходите кои што ги остваруваат во моментот. И тоа се индикативни показатели кои што кажуваат дека во блиска иднина ќе продолжи потребата од финансиски средства за да се одржува општата ликвидност на буџетот, што пак ќе ни иницира потреба и од нови задолжувања кои што ги очекуваме во иднина и очекуваме дека во краток период ќе дојде до зголемување на јавниот долг во Република Македонија. Во тој контекст, во програмата на новата ера на нашата партија, се става посебна фокус на законската институционалната рамка за фискалните правила кои ќе овозможат одржливост на јавните финансии и јавниот долг. Буџетскиот дефицит треба постепено да биде намалуван и истиот да се поврзе со повисоките капитални инвестиции, посебно во инфраструктурните проекти, пред се во изградбата и модернизација на транспортната и комуналната инфраструктура, енергетиката, инвестициите во областа на образовната и здравствената инфраструктура.
Значи, висината на буџетскиот дефицит во нашата нова програма, во новата ера, ќе биде законски регулирано согласно меѓународно прифатените критериуми, тоа се Копенхагенските критериуми на Европската монетарна унија, и со закон ќе се утврди дека јавниот долг во Република Македонија не може да надминува 60% од бруто домашниот производ. Ќе бидеме фокусирани и кон мобилизирање на приватниот капитал и креирање на партнерства со приватниот сектор со цел изградба на структурни и инфраструктурни проекти. Македонија во следниот период треба да остане земја со умерено ниво на задолженост. Висината на задолжувањето ќе биде законски регулирано согласно меѓународно прифатените критериуми, при што буџетскиот дефицит ќе биде ограничен на максимум 3% од бруто домашниот производ. Ниското ниво на инфлација и понатаму останува еден од нашите економски приоритети, како и главен предуслов за стабилност, како предуслов за динамичен и одржлив економски развој, а тоа е возможно преку возможување на умерен буџетски дефицит, стабилност на девизниот курс и добра координација на монетарната и фискалната политика. Во тој дел фискалниот сектор и натаму треба да остане стабилен, на неговиот натамошен економски развој и изгоемувањето на интермедитацијата остануваат главни приоритети во областа на финансискиот систем. Сите овие индикатори треба на крај да постигнат нашата цел, односно тоа е да се остварува висок степен на економски раст, кој што во просек треба да надминува 4% па и повеќе годишно, меѓутоа во континуитет, тоа да биде во едни поголеми периоди. Но во моментов очигледно немаме таква ситуација, таква слика, па сосем за крај би сакал да ве прашам, ако вака се продолжи, дали ќе биде можно штетите да бидат надоместени во период од година-две или ќе треба многу подолго време? Кажав и претходно, показателите со септември месец мислам дека ќе дадат јасна слика веќе каде оди целата економија, односно ако продолжиме понатаму со ниски стапки на раст во секој сектор, не може да очекуваме дека оваа влада ќе се справи со сериозни проекти, дека ќе повлијае на раст на економијата, дека ќе имаме благосостојба и така натаму. Ако она што исто Елизабета го спомна, значи презентираат некакви мерки за кои што им треба 3-4 месеци да ги смислат, а при тоа требаше да бидат спремни претходно уште кога ги правеа кампањата, нели, и кога беа изборите. Спремаат мерки, мерките воопшто не се со конкретни критериуми. Они даваат некои критериуми, меѓутоа се многу општи. Да кажете вие дека ќе го следите приходот кој што го стварила компанијата во претходна година или претходни 3 е многу релевантна работа. Имате компании кои што значи произведуваат производи кои што зависат од светските значи берзи, цени и така натаму, па сега вие може да имате количинска поголема продажба, меѓутоа цената да паднала, па автоматски приходот кој што е резултат на токму тие цени и количини да ви биде паднати. Сега тоа значи дека компанијата била неуспешна. Или имате во земјоделието компании кои што значи продаваат финален производ каде што можеби цената годинава е пониска од претходните години, а тој продал поголема количина. Така да мислам многу се општи мерките, точно како што рече Елизабета, ќе видиме понатаму на што ќе се фокусираат повеќе, дали ќе кажат нешто поконкретно во однос на тоа или да кажете ви исто сега во моментот, значи ми падна на памет поврат од 10% за направени инвестиции. Какви инвестиции? Вие може во инвестиција да направите, не знам, кровот да го поправате, така? Или да смените некоја машина која што ќе значи некоја продуктивност, но нема да го зголемите бројот на вработени. Се имате мерка за стимулирање на бројот на вработени, што ќе му е на тој газда, ако нема тој иновација, ако нема нов производ. Така да за мене она што го презентираше ВМРО ДПМН во делот на нова ера, конкретно за иновациите, е првиот чекор до успешен раст на економијата, а оваа влада воопшто не чувствувам дека става фокус на иновации, туку се фокусира на тоа како да ги стимулира компаниите да земат поголем број на вработени. Вработените треба да имат примена, да се искористат за нешто. Така да не очекувам некој, ќе видиме, значи све зависи од тоа дали ќе дадат дополнително некои поконкретни
работи за да може да знаеме што ќе се случува понатаму, па понатаму да ги дискутираме. Така, почитувани гледачи, се надевам дека во изминатиот период од 30 на минути успеавме да фрлиме едно вистинско светло за тоа како стојат состојбите со македонската економија после превземањето на власта од актуелната влада и се надевам дека тоа правилно и успешно ќе го цените. Се заблагодарувам на колегите на учеството во трибината, а вам, почитувани гледачи, ви посакувам пријатна вечер и се гледаме во наредна прилика.